клучниот термин што ќе провеува низ вечерашнава емисија е commons, термин што се уште нема превод на македонски па ни на албански јазик, а треба да означи управување на различни ресурси, на заедничко добро преку самоорганизација на граѓаните, а не од држави или пазари. Онака како што се користи во дискурсот е и придавка, и именка, и глагол, и феномен, така да затоа и не се ни потрудив да идам натаму да го преведувам, туку го оставив пред се со предпоставката дека најмногу од критизерски аспирации луѓето ќе прочитаат и ќе почнат да предлагаат можни преводи. Граѓаните засега само на социјалните мрежи и на медиумите го бранат јавниот интерес, да има паркови и зеленило, наместо бетонска џунгла. Овој проблем не е само скопски. Загребчани со месеци протестираа против катна гаража на јавен простор во главниот град на Хрватска. За гаражата сепак победи приватниот интерес, но битката не беше за џабе. Došlo do jednog velikog bunta koji na kraju je rezultirao time da se uspjelo barem vratiti generalni urbanistički plan, da se slični projekti ne mogu više napraviti u gradu Zagrebu. Е важно да почнеме да веруваме во норми и кодови на заедницата, кои што нема да ги следат законите, кои што секогаш се креираат во однос на потребите на политичките елити. Дали овој модел на управување кој што личи на некаква радикална демократија, на крајна децентрализација, е во конфликт со принципите на либералната демократија? Според мене, ако не е во конфликт, барем не е во согласност со принципите на либералната демократија. Урбаните и местните заедници по овој закон наш конкретно можат само иницијативно 1/10 да се соберат, да одржат седница и заклучоците од седницата ги достават до градоначалникот, односно советот на општината или на градот Скопје, каде што ќе барат не барат, туку треба само да се спроведе одлуката која што е изгласена од граѓаните. Но тоа е така на хартија, а така де јуре, практика де факто е проблем на добро владење кој што нашите политичари не знаат да го изведат.